нашата состојба. Апсолутно е човечки фактор. Кој одлучил? Како иделе процедурите? Како се одржувале тие безбедносните не знам параметри? Апсолутно од почеток до крај е човек. Оваа сама не никнала, не слетала од Вселената, па почнала да не загадува. Ние сме го направиле тоа. И зошто ја зборам? Зошто застанувам зад моите роднини, граѓани и пријатели од Велес? Затоа што грешка направиле, сите велат. Имало и велешени кои верувале дека ова ќе биде добро за нив. А сега увиделе. Дај да не се повтори. Ја не верам овдека некого на кол да наденеме или да го ставиме пред стрелачки зид. Барам да се свестиме и конечно да се најде решение. Зошто е во моја корист? Еве ја не сум велешенец. Затоа што ако оваа борба се добие, ќе се добие борбата за железара, ќе се добие борбата за цементара, ќе се добие борбата за авто, за фини. Има уште што народов трпи. Значи, ние, ако Кина, Индија, дадоа жртви цели генерации од загадување и све, само за да успеат економски, па е Лилјана баш на паузата ми рече, шака народ сме ние, не можеме си дозволиме ни една жртва. Шака народ сме. Не смееме да си дозволиме. Ако треба грам посиромашни, ама барем поздрави да бидеме. Ја барем така мислам. Ако вие мислите поинак, ја овде не сум да гонам СДСМ или ВМРО или така или ова или она. Јас сум што е најдобро за земјата да се направи. Не велам ни да ги стреламе тие што ја купиле. Еве збориме за опции да се изгради на друга локација, да се направи вака или да се направи така. Не викам дека јас ќе ја донесам одлуката. Збориме отворено. Ја потикнувам една дебата. Очекувам стручни дебати по медиумите и во парламентот и од политичарите уште милион. Јас сакам само да почне да се мисли и да се збори за ова, а не да осудам или да дадам конечни решенија. Далеку од тоа, нити сум повикар. А уште нешто да кажам? Уште сте на линија, добро, кажете уште нешто. Да сум. Добро. Вака сега, јас реков има дискусијата да се пренаслаши од друг аспект, од аспект на луѓето. Не станува збор ни некој да обвинуваме. Зошто ние сега не сме способни да работиме по таа технологија по која работи светот. И зошто ние се уште, сега слушаме вашава дискусија, дискутираме со размислата од раниот капитализам кога луѓето и кршиле машините, сега ние нас не сме да топилницата. Ајде да размислиме кај сме ние тука околу топилницата. Зошто ние не сме спремни да работиме како тие во Лондон и во Токио? Сега, ти ми извртуеш зборовите, добро, ти благодарам за јавувањето, окей, го кажа твоето мислење. Јас се обидов само како да ти кажам, да го потврдам она што ти го кажуваш и да го издигнам малце повеќе. Може еден мал коментар само. Може? Како не, значи, вака, Токио беше спомнет, Јапонија. Јапонија е земја со највисока технологија во секоја смисла и тие имаат највисоки безбедносни системи за било која постројка, тоа е точно. Тие има извонредно висока технологија и за нуклеарките. Меѓутоа, се случи што се случи цунами. Кога ги граделе нуклеарките, не предвиделе цунами, Се предвиделе освен цунами. И сега се случи нешто што дополнително ќе гледаме што ќе се случи. Поентата е. Зошто, ако тоа на едни јапонци им се случи, да не можат да се заштитат, и јапонците сватија, и сите свативме, треба да имаме поука. Нема апсолутна заштита од опасни технологии. Ако топилницата е една технологија, не зборуваме за стариот вид технологија, воопшто топилница како топилница, производство на метали од руда и така натаму, преработка на метали. Ако е тоа една сериозна технологија, од која што сме пострадале, зошто да си ја продолжуваме агонијата? Зошто не може, сватете, под предпоставка да изградиме совршена постројка. Заштопена, совршена со јапонска технологија. Јапонци да работат овдека. Психолошки стравот кај луѓето, стресот, што го имаат доживеано
и што ќе го доживуваат секојдневно, знаејќи дека тука повторно има нешто што ги загрозува, ним ќе им го скрати животот. Еве, одам во најкрај на некоја хипотетичка ситуација, се идеално да се направи. Премногу настрада Велешани, за да може пак да им го правиме. Јас да ја направам нова, во совршена, еве јас, да сум инвеститор, милиардер, и да направам нова и совршена, и да знам дека сум ја вградил најдобрата технологија, мои деца во близина не би живееле. Само заради ризикот. Тоа ми беше, ме сативте поентата, тоа ми беше. Ако веќе морам така, тогаш воопшто нема ни да ја направам. Одиме со следниот гледач и да привршуваме. Добро вечер. Ало? Добро вечер, повелете. Повелете. Добро вечер и за господјата Јанко. Добро вечер. Види, се јавувам од Деба. Господјата знае што се случуваше со топилницата 2000 година и 2001 година. Која ја имаше собственост Јане Трпков и Чедо Петров. И многу добро знае дека топилницата е најголемиот бизнис у Македонија и отиде у влада, таа знае дека тоа ќе се продаде. Сега како може да оди контра владата, која знае дека таа 100% се продаде, пошто многу добро сум упатен у топилницата, пошто сум бил многу близок и со Јане Петров и до Чедо Петров. И знам како им ја озема и кои игри се игра, а таа господината беше тоа што власт. Која власт 2002, 2001? Добро, нека си каже, окей, добро. Повелете друго? И кои игри сега ќе се играт и дека топилницата ќе се продаде. Таа многу добро го знае тоа. Добро. Сега, ако сакаме да зборуваме реално, ако сакаме да зборуваме... Да не сте се препознале. Нема проблем. Да не сте се препознале. Ама да не сте се препознале нешто. Не влегујте у дебата. Не сум те препознал на господин, јас сум јапе по обезбедување на господин Чашуле. На кого? Не беше у власт, него беше близко до власт. Господин Чашуле му бил обезбедуван. Јас сум била, само за да нема дилема, заради гледачите, не, ве молам. Јас сум била 98 година до 99 една година во влада како заменик министер за развој. Значи 98 до 99 година заменик министер за развој и тоа било тоа, а 2001, 2002 јас ви благодарам за јавувањето. Благодарам. Јован, благодарам. 2002 прв пат по парламентот бев избрана. Ама јас должам пред јавноста. Господје, дојде една пријателка дома кај мене. Да се расчисти. Дојде кај мене прв пат и семено седнуваме и така натаму. Дојде после недела дена. И влегува истиот простор и така натаму, со сопругата ја дочекуваме и ги гледа скалите во поткровје. Која ги направи скалите? Значи, ова било 2005 година, 2006. Па викам, татко ми ги направи 84-та. А, не беа прошлиот пат тука. И се гледаме ова и пробувам, се фаќам себе си дека се обидувам да се објаснам и се оправдам себе си. Исто како сега да објаснуваме кој ја продаде и што ја продаде. Човекот си има став, кој да излезе? Кој е крив? Јанко е крив. Окей, Јанко е крив. Нема проблем, кој тој што се јави. Ти ја криеш година. Нема проблем, ја ја кријам година. Ама се нешто може да се објасни, порно да се објасни, да нема дилема. Па ја мислам дека можам за скалите да објаснам на својот помозга. Верувате дека до ден денес не ми верува? А вика, ми се жалиш, немаш пари, вика, ваму подкровје крена. Абе, окей, ајде да завршиме малку на смеа. Окей, последното јавување за вечерва. Добро вечер. Здраво, Јанко. Добро вечер, повелете. Се јавувам од Велес. Многу поздрав до вас и до господјата Лиљана Поповска. Ние Велешани многу добро знаеме како воздух дишавме досега. Сега овој непогојност кога затворена топилница, знаеме што значи да се диши чист воздух. Не можам да ги сватам не можам да го сватам господино што се јави што кажа дека тоа било лага.
Знаеме кога имаше магла, како ни беше, како не печеше грлото сите, а особено тие што живееа покрај топилницата. Сулфурна киселина која ќе се создадеше во маглата особено. Топилница, се сеќавам и сега. Имаше дојде експерти од Германија и почнаа да шират гласини во градот, како експертите загрижено рекле, топилница гуд, а Велеска пут. Особено зборови сте било кажано. И сега, стварно, топилница, не сум против тоа да работи, нека работи, но нека биде лоцирана кај што е ХИВ, а не во самиот град. Затоа што ние Велешани многу пропатиме од топилница, не можеме повторно да дозволиме топилница да се отвори во градот и поново да го дишеме тој извоз, што можам да кажам дека уништи многу дечки животи, а до душа ги уништи и нашето здравје. Затоа, ќе молам господјата Лиljana Поповска, да ги употребиме сите наши можни сили, демократски, права да можеме топилница да се дислоцира, да не биде во центарот на градот кај што се наоѓа сега. Пријатно, Јанко, сте најубаво. И за господјата Лиljana Поповска исто. Благодарам. Пријатно. Госпоѓо Поповска, ја ви благодарам вечерва за учеството на емисијата. Ќе ве канам и за други вакви иницијативи. Се надевам дека следното во врска со Велес ја би направил со задоволство уште една емисија, би ја поканил Пандорка Никошева, екологист и нели како председател на Вила Зора, кој очигледно е во првите борбени редови, што би дало дополнителна тежина на ова, бидејќи гледам дека она доста брато и со овие стручни терминологии конкретно се бори. За крај, дозволете ми само овој пасус од утрешниот број на вечер да го прочитам од текстот, каде што вели вака. Битката за тоа каде требаше да биде изградена топилницата почна во 68. Врз база на олово цинковите концентрати од рудниците Злетово од пробишти Писаса од македонска каменица, политичарите од пробишти Кочани, Штип и Велес правеа се топилницата да биде кај нив. Договарањата траеле до 71 година. Највисоките тогашни раководства на Социјалистичка република Македонија пресекле топилницата да биде изградена во Велес. За незиното работење било потребно големо количество индустријска вода од Вардар. Кога тоа било решено, без да прашаат кого било, наместо покрај порцеланка и свилара, топилницата наредиле да биде изградена во непосредна близина на градот. Гласот на експертите не важел за нив. Топилницата почнала со работа на 10. октомври 1973 година, во чест на денот 11. октомври била пуштена во работа без санитарна согласност. За проблемот со троската бил изработен проект според кој таа требала да биде на 7 до 10 километри од Велес во близина на селото Раштани. Поради лошиот земен пат до Раштани, од луката паднала троската да се складира веднаш до топилницата. Тогашни директори на топилницата по редослед како што беа од отварањето во 73 година се Јонче Котевски, Стево Георгиевски, Стево Чулумов, Петар Митев, Никола Гашевски, Борис Гичев, Жанко Чадо и Чедо Петров. Тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.